Како ние македонците, кои што живееме во сопствена, суверена и независна држава Македонија, се однесуваме кон нашето културно наследство? Денеска почнувам од Скопското кале, а целта е старата Скопска чаршија, практично историското јадро на градот, старото јадро на градот. Да видиме дали се точни тврдењата дека изминативе години ова место ги губи полека своите символи и дека практично се претвара во нешто што никогаш и не било. Зошто за нас е важна чаршијата како старо историско и културно јадро на градот и генерално за државата? Треба да кажеме дека таа потекнува уште во 12-тиот век. Тука се сместени голем број институции, повеќе цркви, повеќе џами, тука и музеот на Македонија и тоа е една од причините зашто ова треба да биде практично и најуреденото место во градот. Меѓутоа тоа што е најважно за нас македонци е дека во црквата Свети Спас во чаршијата се наоѓа и гробот на нашиот најголем револуционер Гоце Делчев. Тука се наоѓаат и повеќе џамии од отоманскиот период кои што имаат навистина големо културно значење за Македонија. Исто така има и повеќе анови, односно објекти кои што имаат висока уметничка вредност. И сега самата чаршија немала многу слекна историја. Треба да знаеме дека преживеала два големи земјотреси во 1555 година и големиот земјотрес во 1963 година, меѓутоа бил зафатен од пожарот на Пиколомини во 1689 година. Македонските власти се ова добро го знаеле и поради тоа со посебен закон во 2008 година Скопската чаршија е прогласена за културно наследство со особено значење за државата и е под директна заштита на институциите. Кога веќе констатиравме дека старата Скопска чаршија е од изворено големо значење за Македонија, за државата, кога констатиравме дека нејзината културна и историска вредност е навистина голема, кога констатиравме дека тука се наоѓаат многу значајни објекти за Македонија, како музеот на Македонија, како црквата Свети Спас, како повеќе џами и како најважно гробот на нашиот најголем револуционер Гоце Делчев, кога знаеме дека со закон е заштитена чаршијата и кога знаеме дека многу голем дел на граѓани реагира дека Скопската стара чаршија изминативе децени целосно го загуби својот автентичен лик и дека практично е еден запуштен простор. Ајде дојдете со мене во едно 10 минути да видиме тоа дали навистина е така. Чаршијата практично ќе ја гледаме од две најважни призми, а тоа е нехигиената и ѓубрето што е тамо. Меѓутоа, можеби поважно тоа што е трајно уништено и што не може толку лесно да се смени, а тоа е наградувањето на просторот, доградбите, надградбите. Прво нешто што не дочекува е секако ѓубрето. Еве го самиот влез на чаршијата во големи количества. Фонтаната за пиење вода сега изгледа вака. Еве и прекрасната црква Свети Спас, каде што е гробот на Гоце Делчев. Сега ќе ви покажам нешто внатре, а потоа што има и надвор. Таблата е скоро прегорена и уништена. Еве го гробот на нашиот великан Гоце Делчев, пристойно место, меѓутоа видите го знамето, избледено. Просто ни Гоце, уште многу ќе треба да учиме од тебе. И внатре кровот на пасажот пропушта вода и е уништен, дури некој струвува дека може и да се сруши. Тука има еден друг голем проблем. Во склопот на целиот комплекс на црквата се наоѓа и еден дел каде што работат конзерватори, кај што работат на реставрација и конзервација на икони црковни. Ова што гледате тука се од орев, даски или дрва кои што ги користат при процесот на работа и конзервација. Меѓутоа, не може да ги употребуваат заради тоа што канализацијата е катастрофа и од самите цевки на канализацијата им тече вода доле. И практично се неспособни да работат. Тие работат тука, меѓутоа од влага и од се што е уништено не можат ништо да направат. Зборуваме за конзервација на македонски икони во дел во црквата Свети Спас, каде што се наоѓа и гробот на револуционерот Гоце Делчев. Ако имате логично објаснување, кажете ми. И сите туристи кои што ќе сакаат да дојдат тука и можеби ќе сакаат да отидат во тоалет, ќе го видат ова. Значи прво,
Нема кај да се измијат раце, бидејќи ово е украдено или скршено. Писоарот не работи, а хигиената е катастрофална. Значи, ова е, уште еднаш ќе повторам, во местото кај што е комплексот и црквата Свети Спас и комплексот каде што е погребан нашиот великан Гоце Делчев. Кој не е крив? Кога ќе излезете од самата црква, ќе ве дочека ова. Ова е на 10 метри од гробот на Делчев. Видете го ова позади самата црква. Кој е оправдувањето за ова? Зидините на црквата Свети Спас. Не знам за вас, меѓуто ова што го видов на гробот на Гоце Делчев и во црквата, мене буквално ми ги навредува сите чувства и ми ги повредува сите чувства како македонец и како припадник на овој народ и на оваа држава. Меѓутоа, изненадувањата мислам дека само што започнуваат. Само што ќе поминете, буквално на 15 метра од гробот на Делчев, го имате и ова. Цела дива депонија. Ова е во срцето на старата Скопска чаршија и ова е во најисторискиот дел на градот. Погледнете. Луѓе, мизерија. Немам зборови со кои што ќе го искажам револтот и колку е ова навредливо за сите нас. Одиме сега и подлабоко во чаршијата да видиме што има. Тоа што исто така е проблем е големиот број на возила во чаршијата. Лабаво се паркираат. Гледате. Во самото старо јадро претворено во див паркинг. Пристигнав пред Куршумлијан и комплексот каде што е музеот на Македонија. Неколку фрагменти да видите како се грижиме за нашето историско и културно наследство. Епизода 100. Куршумлијан, споменик на културата од 16 век, ставен под заштита на закон. Супер, ајде да видиме како законот го штити нашето. Вандализиран со шкртаници. Дворот валкан и неуреден. На самиот влез целосно уништена и скршена разводна кутија или што и да е ова. Бандерите со осветлување искршени. Брезите и вегетацијата целосно исушени. Наместо канти со отпадоци уредни, кутии полни со ѓубре. Скавите кон музеот Македонија цели запоставени и обраснати со трева. Уште ѓубре. И сега овие луѓе што снимаат, може да замислите која приказна ќе ја понесат од Македонија. Скалете кој водат кон музеот на Македонија. Нема потреба од коментар. Плочките на платото целосно уништени. Музеот на Македонија и тоа што треба да биде некако пано да го објасни целиот објект. Чаршијата има и друг голем проблем, а тоа е што изминативе децении се изградија голем број објекти на кои што дефинитивно не име местото тука, се наруши визурата на старата чаршија, непрепознатлива е на сегменти. Исто така голем број од објектите стари се надоградија, се направија доградби. Исто така има и тераси на угостителските објекти кои што се целосно заградени и го уништуваат просторот. Тие широки патеки кои што ги знаевме порано на некои делови од чаршијата сега практично не постојат. Сега ќе ви покажам како изгледа тоа. Вакви масивни објекти во чаршијата никогаш не постоеле. Ова се нови градби. Е сега, видите колку се стеснати овие скали со разноразни доградби на кафичета. Ако имало, да речеме, 10 метра за поминување, сега има едва 2 метра. И се буткаат луѓе. Ова порано беа убави широки скали, сега еден мал тесен коридор. Дали овие луѓе има дозвола за ова, стварно не знам.
меѓутоа е уништен овој дел убав од чаршијата со овие доградни. По едно мало коридорче се движиме само. Ќе ви покажам сега од другата страна. Вакви големи гломазни стаклени објекти во чаршијата никогаш немало. Сега ги има. А тие што останале автентични, некои дигитални реклами има на нив и клима уреди. Колку е стесен близот на чаршијата. Се сеќавате сите на култната Менада во Чаршија, едно навистина многу значено место во градот. Веќе тоа не постои, сега има нешто што се вика Хурем. Објектот стар е комплетно изменет и дограден. Изминативе години чаршијата или во непосредна близина на чаршијата се доби уште еден објект. Тоа е плоштадот Скендербек, неколку милиони евра чинеше. Да видите како изгледа сега и што е тоа што го гледаат луѓето, а и ние кои шетаме тука и пешачиме. Добар дел од клупите се уништени. Отпадоците се тука, да немате дилеми дека тука можеби е чисто. Тоа не е случај. Вегетацијата добро напредува меѓу плочките. Тоа што ми е најневеројатно е што дури и овие метални профили се наполнети со ѓубре. Гледате. Ова е навистина многу висок степен на креативност, кој што ги имаат некои наши сограѓани. Практично сите ќошиња се со ѓубре наполнати. Ете. Ја вакво нешто неам видено нигде и навистина ми е еден непознат феномен. А во овој дел кој гледате старите снимки од Скопје ќе видите дека имаше едни многу убави типски куќи кои што за жал со изградбата на плоштадот се поклопија. И сега тој дел изгледа вака. Ова е призор или поглед кој што никогаш не бил карактеристичен за старата скопска чаршија. А да се користи како јавен тоалет. Од унифицираните куќи кои што беа изградени во стилот на објектите кои што се наоѓа во старата скопска чаршија, денеска остана само овие објекти кои што се поклопени, како што кажав, со плоштадот, со што овој дел на чаршијата кој што беше навистина убав, сега буквално не личи на ништо. Недефиниран простор кој што е жално да го гледаме. Секако кладилниците и обложувалниците се прават и тука. И уште една многу значајна работа, повторно кога ги погледнете старите снимки на скопската чаршија, ќе видите практично сите надписи што си на продавниците и на објекти се на кирилица. Точно и дека големите шопинг молови се имуни практично на кирилицата, ја губиме полека. Меѓутоа многу е тажно кога тоа се случува во историското и културно јадро на главниот град. Еве го поширокиот влез на чаршијата од кај стоковната куќа Мост. Ѓубриња колку што сакате, искршени плочки. Меѓутоа да видите што има под мостот. Еве ѓубриња. Те се повторам, не се наоѓаме на некое запуштено место на градот, се наоѓаме на периферијата, односно на самиот влез на историското и културно јадро на главниот град на Македонија. Погледнете. Непосредно пред мостот Гоце Делчев, под Скендербек, јавен тоалет. Ова е во центарот на Скопје. Миризбата може и да замислите каква. Некој си открнал столпче што е наша сопственост на град Скопје и си го фрлил тука помеѓу градежниот шут. Најмалку што сакам е ова видео да се свати дека јас сум против некого, не станува збор за тука. Ова е едноставно еден очен крик и обид уште еднаш да се разбудат надлежните со цел малце повеќе да се грижиме за своето. Видовте како изгледа околината на Скопската тврдина, чаршијата и тоа што можеби највеќе ме боли, црквата Свети Спас и тоа што се случува на и околу гробот на нашиот револуционер Гоце Делчев. Мислам дека за тоа нема никакво оправдување и искрено се надевам и ќе притискам тие работи тамо што побрзо да се променат.